Интеркултура. Очекувате ли дека евроинтеграциите ќе се откочат, дека промената на уставот во смисла на внесувањето на бугарското малцинство во уставот и другите кои што беа предложени ќе се оствари, или мислите дека власта ќе продолжи со ова тврдоглава политика, очекувајќи поинакви меѓународни геополитички односи и во регионот и во Европа? Да, мислам тие очекуваат веројатно нешто да се смени, очекуваат можеби мнозинство гласање во рамки на институциите на Европска Унија, очекуваат можеби ова Трамп, политика на Трамп на цврста рака, така да ја наречам, нали, дека нешто ќе помогне, дека, не знам, американците можеби ќе им речат на бугарите и така натаму, што нема да се случи нормално. И всушност, во крајна линија би рекла, се на се едно избегнување да се приклучиме кон Европска Унија. Премногу ни се нас, односно на зборам за политичкава елита што е на власт и нивните интелектуалци околу кои ги слушаме сега се доминираат на телевизиите, нали? Нив им се чини дека нешто се лути на европскиве политичари, дека тие нешто премногу бараат од нас, ние колку сме дале, ние колку сме жртвувале, а тие ете не ни возвратили и така натаму. На некој емотивен и личен план сето тоа го префрлаат. Така што, мислам, во крајна линија и немаат некоја претерано голема желба да се приклучиме кон Европската Унија. Тие критериуми што ги бара Европска Унија, поглавја, не знам, принципи и така натаму, сето тоа нешто, мислам дека им изгледа и тешко и сложено и на крајот од кришот им ја подрива власта, бидејќи она што го бара Европската Унија е почитување на законот и борба против корупција, во таа смисла и почитување на the rule of law, да го се почитува законот. Така што не сум сигурна дека им одговара ова брзо приклучување. Во тој контекст се зборува како треба кон Брекзит да се приклучиме, нали, така, значи некоја друга алтернатива се бара, а не Европска Унија, но и ни најмалку би рекла немаат намера да го решаваат ова прашање. Напротив, ќе го одолжуваат се додека трае нивниот мандат, решавањето на прашањето со бугарите, односно внесувањето, отварање на уставна процедура за внесување на бугарското малцинство во уставот. Така што апсолутно не очекувам дека нешто ќе се смени. Не е најголем проблем нити внесувањето на бугарското малцинство за власта. Има еден друг поголем проблем, а тоа е работата на историската комисија, односно преиспитување на историјата на земјата. И тука тоа е она што е коска во грлото. Предпоставувам сега да се ставам на нивно место, дека секако постои страф и донекаде е и оправдан, дека македонскиот национален идентитет можеби со ревизија на историјата, да ја наречам, дека ќе се разниша евентуално и донекаде тој страф би рекла дека е оправдан, бидејќи национализам во Бугарија има и тоа силен национализам кој што има и овдека, мада нашов национализам е без премца, што викаат србиве, бидејќи една цела партија која може да самата се нарекува национална, односно националистичка партија е на власт. Што во Бугарија, например, не е случај, нали, маргинализирани се националистичките фракции таму партии. И така што мислам дека нема да мрднеме додека е ова партија на власт од место, освен ако оваа коалиција албанска не постави некои услови во смисла, рековте дека за 6 месеци ќе решите, а не сте решиле ништо, ние ќе излеземе од влада, но сето тоа се само нагаѓања, да кажам. Дали ќе се случи, тоа не можам да кажам. Од една страна, владачкава
партија инсистира на идентитет, на идентитетски обележја, од друга страна постојано има проблематизирање на идентитетските маркери. Во таа смисла неприфаќање на знамето, неприфаќање на уставната промена околу името. Еве сега во дискурсот беше промовирана и евентуална промена на грбот. Цело време стабилноста на идентитетот за која што се залагаат е, да речеме, покриена со неприфаќање или со на некој начин нови предлози за идентитетски обележја. Секој како гледа на идентитетот, нали, мислам, јас, например, сметам дека зборувањето на вистината е од најголем национален интерес. Па сега каква и да се соочиме, и бидејќи имаме своја држава, имаме своји институции, имаме можност да го градиме тој идентитет и натаму и да го развиваме. Ние веќе имаме свој идентитет. Нашиот идентитет е познат. Македонци зборуваат македонски јазик, културни институции имаме веќе литература за себе и така натаму, мислам, и други достигања во другите области на уметноста. Значи, многу е битно според мене државава да опстане, државава да не се да биде доведена во прашање, зашто држави настануваат, ама држави и пропаѓаат, мислам, не или се делат или и така натаму, не е нешто ново тоа. Зашто ние мислиме дека нас не може да ни се случи, не знам, но това е за мене централното прашање, да државата опстане, да функционираат институциите, и тоа е начин да се зацврсти, така и се градел македонскиот национален идентитет кога се создаде по Втората светска војна национална држава македонска. А сега, знаете како они гледаат, да речеме, на Преспанскиот договор или на овој договор со Бугарија, за неколку тоа може да биде подривање на идентитетот. Ајде, плурално општество сме, да речеме, не мора сите да мислат како јас што мислам, например, дека Преспанскиот договор придонесе да се подобрат односите со Грција, и во таа смисла Грција на некој начин ни признава дека сме македонци, она што сме, од словенско со словенско потекло, она што сме, дека најшиот јазик е словенски, она што е. Значи, тоа е силна, државата наша не виси во лимбо, нали, во некој празен простор. Нас не е неопходно да имаме добри односи со соседите. И еве, со Грција успеавме да ги нормализираме тие односи, бидејќи се сеќам на времето кога по милион луѓе демонстрираа против Македонија во Солун, и кога, еве, јас сум била заедно со мојот сопруг, беше во дипломатија, а јас сум имала прилика покрај него да седам на маса. Грците не сакаа разговор со нас да водат. Значи, мене жена што сум ми вртеа грб, до таму беа лоши односите, блокади и така натаму, да не зборам. Исто сметам за Бугарија. Бугарија, ние треба да имаме одлични односи со Бугарија, како и со Грција, како и со другите наши соседи. Зошто? Па, среќен сосед е добар сосед, како да кажам, нали? Мислам, со нив тука живееме, со нив тука тргуваме, со нив соработуваме, тие се најблиску тука до нас, а да не збориме со Бугарија, делиме заедничко минато, или кој како сега го разбира, али не е точно дека не сме имали никакви допирни точки, никакво заедничко минато. Сега, една гарнитура на власт, на СДСМ, да кажеме, нали, се обиде да преку еден договор да ги подобри тие односи со Бугарија, меѓутоа, еден дел од општеството тоа не го прифаќа, и на изборите се покажа дека тоа еден дел од граѓаните, не е тоа мнозинство, тоа е мнозинство за парламент, но во едно општество, значи има еден добар дел од луѓето кои мислат на еден начин, а друг дел на граѓаните мислат поинаку. Добро, сега, како да кажам, може би треба време за да
се проголтаат тие некои во однос на Бугарија и ете заедничкото минато да се просто луѓето привикнат на тоа дека не е ништо страшно ако во минатото кога немало македонска нација, па некој од нашиве преродбеници се изјаснувал како бугарин по потекло, па немало на што друго да се изјасни, можел да биде географска смисла македонец, можеби некои се чувствували како посебно одбележие етничко македонци, но многу од нив се пишувале бугари и тоа мислам не гледам што е тука нешто проблематично, страшно и така натаму јас. Но има луѓе кои го сметаат тоа за, како да кажам, за директен удар на она што е викаат како македонисти или македонштина или не како викаат, али тој македонски национализам кој што тврди немаме ништо заедничко со Бугарија, кој што тврди имаме милениумска или не знам таму колку она што застапуваше поранешниот председател на академијата, не знам каква е историја, дека ако ние се откажеме од тоа, се откажуваме од малцинствата во околните држави, со други зборови ние Македонија е таа само ако е цела, како беше таа една песна, заборив, Македонија цела. Мислам, не може денеска едноставно во современиот контекст, а и порано, па уште повеќе не би можеле да се претендира на територија ако немаш како да сила да го изведеш тоа. А па денеска па никако. Мислам, и сега една абсурдна ситуација. Пристапувањето кон Европска унија ги отвара границите, па ете Егејска Македонија, па ете Апиринска Македонија. А ние сакаме да се затвориме, изолираме, а збориме за тоа како многу ние грижа и се грижиме за македонското малцинство во Грција, за македонското малцинство во Бугарија. Малцинствата, сакам ова да го кажам како постулат на во политиката воопшто и меѓународната политика, си се грижат сами за себе. Они морат сами, ако се чувствуваат нешто посебно во однос на мнозинството, морат сами да се изборат за своите права. А денеска имаат начин, и еве во Грција се подобро е организирано македонското малцинство и тие успеваат да обезбедат неколку работи кои го зајакнуваат тој македонски идентитет и таа македонска гордост, да ја наречам, нали? И така што и да ги прашате нив, а па и исто и овие во Бугарија ќе речат фала ви, немојте да не браните, подобро ние. Сами ќе се бориме и вистина е така. Ние исто така не би се чувствувало пријатно некоја страна, например, сега да збори во име на албанците од Македонија. И не ни е право ако Албин Курти или не знам од Тирана некој се гласи да ги брани малцинските права на малцинството албанско во Македонија. Исто тоа се однесува за Грција и се однесува за Бугарија. Така што навистина имате право дека има некои контрадикторни потези и во риториката и во политичките потези практични на оваа влада која зборува дека сака интеграција, добрососедски односи, Европска унија и така натаму, а од друга страна работи на тоа да Македонија остане изолирана. Изолирана, ние до сега, мислам, тоа ми е многу жал и криво ми е дури да ви кажам, веќе толку години помина, што можеше да се искористи не само во материјална смисла, да се земат пари за проекти или не знам што, но и во една смислена трансформација демократска на општеството од Европска унија, ние не го искористивме доволно тој момент. А гледајте сега Европска унија е во криза, сега прашање е тие па дали сакаат. И како воопшто ќе се движи натаму иднината на Европска унија и дали ќе бидат толку великодушни кон земите кои се кандидати за членки. Не знам, нашава влада очекува дека баш заради ситуацијата во Украина, дека Европска унија сега ќе се консолидира и ќе сака по секоја цена сите членки кандидати да ги прими, ама тоа е големо прашање.
дали ќе биде така. Може да биде, па дури нешто и обратно. Ви благодарам за гостувањето. Јас ви благодарам вас што ми дадовте прилика, ете нешто да кажам. Cultura, intercultura, intercultura, intercultura.